Добар ден. Комисијата за мандатни прашања, избор и именувања при Советот на општина Битола одржува седница на ден 30.3.2026 година, на која ќе се разгледува следниот дневен ред. Прва точка. Одлука за измена и дополнување на одлуката за формирање на комисија за селекција на кандидати кои пројавиле интерес за членови во управните одбори и надзорните одбори за материјално-финансиско работење во јавните предпријатија основани од општина Битола. Втора точка. Решение за именување на членови во Советот за женско предприемништво на општина Битола. Трета точка. Решение за именување на член во управен одбор од редот на вработените во јавната општинска установа Дом за стари лица Сјурајдер Битола. Четврта точка. Решение за именување на член во управен одбор во ЈУМ Центар за социјална работа. Петта точка. Решение за разрешување и именување на член во училишен одбор на Општинско средно медицинско училиште Доктор Јован Калаузи Битола. И шеста точка. Решение за разрешување и именување на член во училишен одбор на Средно општинско училиште Таки Даскалот Битола. Кој е вака за предложениот дневен ред, ве молам да гласаме. Со 5 гласа за, усвоен е дневниот ред. По точка, продолжуваме понатаму, по точка 1 од дневниот ред, Комисијата за мандатни прашања, избор и именување, од Комисијата за селекција на јавен повик на членови на управен одбор и член на надзорен одбор за контрола на материјално-финансиско работење во меѓуопштинското јавно предпријатие Пелалинг Битола, предложи за членови да бидат Стефанија Неденовска Димовска, председател, Благица Василевска, заменик председател од редот на вработените на општина Битола. Второ, Кире Ѓоргиевски, член, и Лорета Цуцуловска, заменик член од Одделението за управување со човечки ресурси. И трет член, тоа е Елена Стевановска и Благој Нечаковски, заменик член од МЈП Пелалинг Битола. Ве молам за овие членови кој е за да гласаме. Три гласа за и 2 гласа против. На кратко само појаснување, ова е формирање на комисија за Пелалинг предпријатието, бидејќи знаете дека оглас за избор на членови на управни и надзорни одбори во тоа предпријатие немаше и комисијата се формира сега, бидејќи знаете сите дека 6 месеци им траи мандатот на ВД извршителите и во периодот што следи ќе се распиши оглас и ќе се врши избор на членови на управни и надзорни одбори во ова предпријатие. Затоа е формирана комисијата. Истите се председател, заменик председателот и членовите, едниот член, а другиот член е од редовите на предпријатието. По точка, одиме на точка 2. По точка 2 од дневниот ред, Комисијата за мандатни прашања, избор и именувања во Советот за женско предприемништво на општина Битола предложи да бидат именувани следните членови. Знаете дека имаше јавен повик и се пријавија 35 кандидатки, при што селектирани се од комисијата, значи и од општинската администрација и од Советот за женско предприемништво, кој што работи од 2023 година, селектирани се 21 кандидатка. Ке ви ги прочитам. Јасна Васик, Александра Чукалевска, Павлина Василевска, Марија Јосифовска, Ивона Кочов, Александра К. Ристевска, Моника Марковска, Маре Нешковска Јошевска, Снежана Обедниковска, Христина Гулабовик, Ана Ристевска, Катерина Бурник, Стефанија Милевска Враник, Викторија Стојановски, Цветанка Ристовска
Магловска, Сонја Карапашовска, Ивона Динева, Дијана Монтеро, Анита Крстевска, Билјана Петровик и Маја Андревска. Ова се членовите, значи во консултација на Општинската администрација и со представникот од Советот за женско претприемништво, овие кандидатки ги исполнуваат условите кои што се бараја со јавниот повик. Ве молам, кој е за предложените кандидатки да бидат повелете? Благодарам. Ме интересира дали овие членови имат финансиска надокнада и што ингеренции ќе има овој Совет на женско претприемништво, доколку е некој во можност да ни образложи пошироко. Благодарам. Благодарам, повелете. Значи, овој совет исто како и останатите совети кои што ги има Општина Битола, тоа се неколку совети, значи 9 совети имаме како помошни тела, работат на Советот на Општина Битола. Така и овој Совет за женско претприемништво кој што произлегува од програмата за еднакви можности на Општина Битола. Можам да кажам дека сме едни од лидерите во Република Северна Македонија кои што имаме еден ваков совет за женско претприемништво, заедно што со два други градови од нашата држава и по нашиот пример почна се пројави интерес за формирање на вакви совети во другите градови. Овој совет работеше предходните од 2023 година, значи предходните 2 години и навистина се покажа како доста активен совет кој што работи во делот на јакнење на женското претприемништво во нашиот град. Во него членуваат жени, пред се кои што имаат сопствен бизнис, но исто така и жени кои што се истакнати во образованието и во науката. Целта на овој совет е да помогне во јакнење на жените, како они кои што имаат постојачки бизнис, а така и да привлекуваат нови жени кои што сакаат да отпочнат сопствен бизнис, што е наша интенција како Општина Битола. Како и сите останати совети, така и овој совет, значи членките не добиваат никаква финансиска надокнада, значи ова го прават волонтерски од сопствена волја и желба. Затоа еден од условите за пријавување беше писмо за мотивација, каде што тука го пројавуваат својот интерес и кажуваат кој е нивниот интерес да членуваат и колку може да придонесат. Бидејќи нашата цел е не само да бидат членки кои што ќе бидат избрани, туку и да бидат навистина активни, да бидат признати во градот, да бидат активни и да со својот личен придонес да допринесат, значи што повеќе да биде активен овој совет и да имаат активности во тековните 4 години. И изготвуваат своја програма, а исто така и изготвуваат извештај кои што сега кога ќе ги доставуваме извештаите, ќе го имаме извештајот за 2025 година нивните активности, ќе видите дека навистина доста работат. Ви благодарам. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, предложените кандидатки ги ставам на гласање. Ве молам да гласаме. Со 4 гласа за и 1 воздржан се предлагаат наведените кандидатки да бидат членови на Советот за женско претприемништво. Одиме на точка број 3. Решение за именување на член во управен одбор во Дом за стари лица Сјурајдер Битола. Дали некој има предлог за именување на член во управен одбор во Домот за стари лица Сјурајдер Битола? Доколку никој нема предлог, јас имам предлог. Го предлагам Иво Делик, тој е дипломиран правник. Ве молам за предлогот Иво Делик да биде член на управен одбор на Дом за стари лица Сјурајдер да гласаме. Со 3 гласа за и 2 гласа против се предлага Иво Делик да биде член на Домот за стари лица Сјурајдер. Одиме на точка број 4. Решение за именување на член на управен одбор на Центарот за социјални работи. Дали некој има предлог за
член на управен одбор за Центарот за социјални работи Битола. Јас имам предлог Билјана Илиевска Ѓоргиевска, професор по германски јазик. Ве молам да гласаме за дадениот предлог. Со 3 гласа за и 2 гласа против се предлага Билјана Илиевска Ѓоргиевска да биде член на управен одбор во Центарот за социјални работи Битола. Одиме на точка број 5. Решение за разрешување и именување на член во училишен одбор во Општинско средно медицинско училиште доктор Јован Калаузи. По точката 5 од дневниот ред, Комисијата за мандатни прашања, избор и именување од училишниот одбор на Општинското средно медицинско училиште доктор Јован Калаузи Битола предлага да биде разрешен членот Офелија Бејковска поради доставена оставка од нејзина страна. Ве молам да гласаме кој е за разрешување на Офелија Бејковска. Три гласа за и 2 гласа против. Со овие гласови се предлага разрешување на членот Офелија Бејковска од Општинското средно медицинско училиште доктор Јован Калаузи. Сега под истата точка на нејзино место треба да именуваме член. Дали некој има предлог за именување на член во училишниот одбор? И јас имам предлог, тоа е Катерина Ковачевска, дипломиран учител по македонски јазик. Ве молам да гласаме за предлогот Катерина Ковачевска да биде именувана предложена за именување во училишниот одбор во Општинското средно медицинско училиште доктор Јован Калаузи. Со 3 гласа за и 2 гласа против се предлага наведениот член до Советот за да биде член на училишниот одбор на медицинското училиште. И одиме на следната точка, тоа е 6-та, решение за разрешување и именување на член во училишниот одбор на Таки Даскалот Битола. По точка 6 од дневниот ред, Комисијата за мандатни прашања, избор и именување од училишниот одбор на Средното општинско училиште Таки Даскалот Битола предлага да биде разрешен членот Јасмина Бошевска, исто поради доставена оставка од нејзина страна. Ве молам да гласаме за разрешување. Со 3 гласа за и 2 гласа против се предлага разрешување на Јасмина Бошевска од училишниот одбор на Средното општинско училиште Таки Даскало Битола. Сега, дали треба да именуваме на нејзино место, дали некој има предлог за именување на член на овој училишен одбор во ова училиште? Доколку вие немате, јас имам, тоа е Јасмина Плитаровска, дипломиран учител. Ве молам да гласаме кој е за Јасмина Плитаровска да биде член на училишниот одбор на Средното општинско училиште Таки Даскалот Битола. Со 3 гласа за и 2 гласа против се предлага именување на Јасмина Плитаровска во училишен одбор во Средното општинско училиште Таки Даскалот Битола. Бидејќи точките од дневниот ред се исцрпија, ви благодарам за присуството и ви посакувам убав ден.